Во овој момент се водат дебати и се разгледуваат опции околу дефинирање на надлежноста на специјалното јавно обвинителство и тоа надлежноста околу прислушкуваните материјали и секако разграничување доследно на нивната надлежност со обвинителството за организиран криминал. Сметам дека треба да дадат политичките партии поддршка на задржување на капацитетот на специјалното јавно обвинителство и на нивните надлежности со оглед на тоа што во изминатиот период вложено е со тренинзи, со едукација во ова обвинителство и секогаш може да се јават причини за постоење на специјално јавно обвинителство. Значи, обвинителство кое што ќе има одредени гаранции на независност, одредени гаранции на автономно одлучување, е пример кој што покажа резултати во Македонија и кој што треба да го задржиме. Значи, има верзии кои што се објавени на ЕНАР во делот на надлежноста, изработени од работните групи, околу тоа дали ќе се врзе нивната надлежност само за носители на јавни функции. Се разгледува и опција околу тоа дали би можеле да ја врземе надлежноста не само околу круг на луѓе, туку и околу висина на штета или околу висина на корист, со цел да имаме уште подобро разграничување во оние случаи каде што се вклучени и носители на јавни функции, но и други лица, така што може и тоа да влезе како варијанта. Значи, оние постапки кои што се во фаза на обвинение, за мене нема дилема дека треба да продолжат. Во делот кој што се однесува со истрагите, мислам дека таму е вложен труд од специјалното обвинителство, веројатно, значи претпоставувам, и тука не треба да се дозволи да има практично амнестирање на кривични дела со измени на закон. Значи, во тој дел ќе мора да водиме сметка да се направи прецизна одредба која што ќе даде можност делата кои што биле направени и кои што биле во фаза на истрага да ги продолжи. Кој ќе го продолжи? Дали обвинителство за организиран криминал или специјалното јавно обвинителство, тоа ќе биде дефинирано според надлежностите кои што ќе бидат распределени меѓу овие две обвинителства.